Pa тоа е исто дел од оној фолклор кој што се случува помеѓу албанските политички партии, кој да отиде подесно во наративот. Јас колку што знам, господинот Ахмети ги повикуваше албанските партии пред да почне оваа кампања да формираат сеалбанска коалиција. Од страна на господинот Села тоа беше одбиено. Сега не знам што го натера најнаш да размислува во таа насека етноцентрично. Тоа не е во духот на она што ни предстои, а тоа се конечно датум за отпочнување преговори со Европската унија и приближување кон Европската унија, бидејќи оваа држава е земничка за сите граѓани, за македонците кои што се мнозинска земница и за немнозинските земници како што се албанците, турците, ромите, власите, србите, бошњаците, и секоја изјава која што оваа хармонија ќе ја наруши не е добра и на тој начин не се мобилизираат гласови, туку напротив се демагнетизираат, демобилизираат гласови. Но впрочем, тоа е начинот на кој што тие одбрале да ја водат нивната политика. Зашто понуди евентуално 15 пратеници или пак 8 вие? Па тоа ќе го прашате господинот Зоран Заев, тој ја даде таа изјава, јас не ја дадов таа изјава, но да бидеме прецизни, он на тоа помалку комично соочување кажа 13 пратеници дека му се потребни од ВМРО-ДПМНЕ, а он би дал, ако не се лажам, 5 или 8, алудирајќи на математика која што на нему само ми е позната, иако јас до ден денеска сум прилично вежд во математиката, не можам да се сетам што сакаше да каже, но тоа го зборуваше господинот Заев, предпоставувам ќе дојде овде во Прилеп и ќе можете него лично и директно да го прашате. Но јас со луѓе за кои што постои основано сомневање за сторен криминал, немам намера да коалицирам. Еден од тие ликови е господинот Зоран Заев.